Забава во минатото во Скопска Црна Гора. Зимно време, кога за мажите немало работа. За жената секогаш имало по нешто. Везање, плетење или некоја друга креативна работа. Бидејќи било голем срам за жена да не работи ништо во текот на денот. Понекогаш се собирале жените на заедничка работа, при тоа разговарајќи за некоја случка. Мажите се собирале на разговор на сред село. Кога жената ќе родела до 3 деца, престанувала да игра на оро. А обично на 5 до 6 години од свадбата престанувала и да игра и да пее. Ергените и девојките обично се состанувале покрај чешма, кога ќе паднал мрак. Тогаш имале прилика на кратко да поразговараат за својата љубов и за иднината. А бидејќи тоа го правели по старите генерации во нивната младост, не им се лутеле. Кога биле неработни деновите, или пак бил некој голем празник или слава, се збирале на собор на сред село, покрај чешма, црква или на некое пошироко место во близина на селото. Соборот почнувал после пладне. Најпрво се собирале ергените и девојките, а потоа и останатите. Девојките и жените стоеле на една страна, а мажите на друга страна од соборното место. На оро играле сите, освен жените кои биле мажени повеќе од 5 години. На машкото оро први биле најстарите, па женетите, па ергените и на крај најмладите. Во женското оро први биле девојките за мажење, па невестите, па помалите девојчиња по возраст. Со тоа што женското оро секогаш го воделе еден или двајца ергени. Се сметало за срам ороводецот сам да го прекине орото. Се играло додека свирала музиката.